Црква Свети Димитрije од 14. век. Денешната црква во минатото се наоѓала во средиштето на населбата каде што била изградена црква, базилика, во рано-византискиот период, 5-6 век. Затоа ни говорат сочуваните темели и делови од мермерна пластика, кои до денес се среќаваат во и околу црквата. Средновековната црква била изградена врз базиликата во 13 или 14 век, но со помали димензии. Првите децении на 14 век, од кога датира манастирската црква Свети Димитрije, односно периодот од 1282 година. Делови од Македонија се под византиска и доминација на српските средновековни владетели. Во 14 век Македонија се повеќе станува еден од позначајните уметнички центри на Византија. Со тежиште кон Солун, таа без сомнение била главен преносен пункт во процесот на ширењето на византиската уметност во Бугарија, Србија и Русија. За црквата постојат податоци дека повторно била обновена и живописана во 16 век. Во тоа време, на југоисточниот агол на античкото Обзидие, изградена е една друга црква, посветена на Свети Илија. Сочуваниот живопис во олтарната апсида, кој датира од 16 век, представува значаен документ од уметничкото творештво на средновековната уметност, палеолошки период, не само за Македонија, туку и за историјата на уметноста на балканските народи и византиското сликарство воопшто. Од живописаната површина во апсидата на олтарниот простор, највпечатлива е насликаната сцена, позната како поклонување на жртвата или Евхаристија, причестување. Тука насликана е архиерејската свита со свети Григорий, Василие Велики, Јован Златоуст и ангели. Над неа е насликана сцената причестување на апостолите, каде е представен Исус Христос од левата страна како причестува со вино и од десната како причестува со леб. Зографот или зографите кои ја одсликувале црквата веројатно спаѓаат во добро талентирани мајстори на својот занает.